civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Различностите се богато во нашата држава, бидејќи имаме ние соживот со нашите граѓани. Еве како личен пример, јас каде и да настапам со мојот оркестар, имам од различните нации публика во мојот концерт. Значи, како што има низ цел свет мултиетничка, значи има тоа големо почитување на сите нации во цел свет, исто така сакам да има и во Македонија, исто да има уште на поголемо ниво да се почитуваме и да се сакаме во Македонија. Јас соработувам со Бугарија, со Франција, со низ цел свет со сите нации. Ова е најдобар пример за сите што соработувам со различните нации од цел свет. Сакам да имаме повеќе љубов, нека ли омраза во државата. Ја имам другари, да речеме албанци, босанци, со кои се знам со години. Утре, заутре, кога ќе дојдат избори, ние да не гледаме кој е од која националност или од која партија. Само како политичари и за него да гласаме. Јас ќе гласам, да речеме, за некој албански политичар. Тој е мој. Од нашава татковина. И ние заедно со нив ќе влеземе и во Европската унија, бидејќи како што и гледам како разговараат, со каква сериозност, многу од албански политичари ја влечат Македонија напред. Откако дојда коалициите различни, ние отидовме многу повеќе современи во нашето живење од порано, да речеме, како што така да јас така гледам на тоа, не гледам инаку. Така ете и во песните им викам на децава да се сакаат сите меѓу себе, сите бои и раси. Како може поинаку? Куманово спроведува стратегија едно општество за сите уште од почетокот на независноста на Македонија. Како што реков, ние сме мултиетничко општество и се обидуваме тоа мултиетничко општество да го градиме и суштински, не само на хартија. За жал, рецидивите од минатото, каде што имаме комплетна поделеност на младите луѓе во делот на посетување на училиштата. Значи, нас младите, поради рецидивите од минатото, со одредени законски измени, ни се поделени уште од основните училишта. И сега се обидуваме со мултиетнички групи во детските градинки. Имаме 3 училишта каде што ги посетуваат ученици од различни етнички заедници. Повторно да ги споиме тие генерации на млади луѓе, за да не се сведат дека етничките заедници, тоест македонската, албанската заедница помеѓу себе говори на англиски јазик, а тоа се почесто се случува. За да изградиме едно во суштина мултиетничко општество кое што е еднакво за сите, тогаш првенствено треба да ги споиме младите луѓе да бидат заедно. И тоа е еден долгорочен процес кој што бара и многу време, но првенствено бара и дополнителни средства кои што општината ги нема на располагање. Е една конкретна идеја, изградба на една мултиетничка градинка каде што би собрале поголем број на деца и каде што во таа мултиетничка градинка би израснале нови генерации на деца кои што дополнително потоа низ воспитно-образовниот процес ќе го надополнуваат тоа свое другарство и ќе создаваат чврсти врски. Ако тргнам од својот пример, бидејќи бев една од оние генерации која што не беше поделена и заврши средно училиште некаде до 94-та година, јас ден денеска сите другари кои што припаѓаат на една мултиетничка средина од различните етнички групи, ги имам пријателство и другарство изградено врз база на моите контакти во основното и средното образование. И тоа како добар пример треба да го повториме. Различностите кај нас се богатство, никако не може да бидат проклетство. Пример за тоа е на овошна салата. Ако имаме различни овошја во овошната салата, таа тогаш е поубава, богата, по-различна. Исто и обичните салати, например македонска салата, грчка салата, шопска салата. Ако имаме различни зеленчуци, таа е поубава, по-богата. Исто и со луѓето. Доколку во едно општество има различни етникуми, различни верски заедници, тоа општество е многу поубаво, по-богато. Различностите кај нас треба да се навикнеме да ги користиме како културно наследство. Како наследство на нашинот
на кој што живееле нашите предци. Се надевам дека помладите генерации тоа ќе го сватат како обврска, исто како што во Штип сме, како што ги наследуваат генерациите големата црква Свети Никола, ја наследуваат кадијанината џамија или овој камениот мост што го направи Хусам Един Паша. Сето тоа е наследство на различности кои доаѓаат од минатото. Многу лесно е да разговараш за идеолошки форми, да ги прокламираш како единство, а не знаеш да ги живееш. Полнотијата на животот, било верски, било културен, па и економски, зависи од индивидуалецот, како тоа го восприема и како тоа заедницата го прифаќа. Затоа, кога зборуваме за правата на човекот и на граѓанинот, тргнуваме од индивидуалните права, како микрокосмос. Од индивидуалните права кои ги заштитуваме на секој, а во нив влегуваат и верските, и националните, и културните разлики, тогаш во заедницата се учиме, поштувајќи го поединецот, да ги почитуваме и разликите помеѓу заедниците. А ако се тргне од спортивната страна, да се примат заедниците со сите предрасуди и прифатени или предрасуди за правила, вредностни, негативности, тогаш ние имаме одредница кон колективитетот, а не кон поединецот. Поединецот пред се е човек, па подосна културно општествено битие. Ако така ги тргнеме и државата се грижи за заштита на индивидуалните права, тогаш колективните права се последица на прифаќањето на нашата разлика. Некој е машко, се родил како машко, друго е жена, во степенот на развиток бил дете. Сето тоа се различности кои треба да се почитуваат. Проблемот во нашава држава е што ги изместивме вредностите за почеток на квалификација на поединецот од колективитетот. Значи, имаме предрасуда дека некој поединец член на тој колективитет е таков. И му даваме карактеристики 60, 70, 80%. Го облажуваме тоа со неговата убава фаца, убавото зборење и така натаму и велиме, ама тој баш не е таков. Пред се прифаќајќи ги вредностите на колективитетот. Излезот или европскиот пат на сите балкански народи е правата на поединецо заедно со сето она што си го носи, нели? Подосна надградување на колективот, семејството е основна клетка на општеството, нели? Ама во семејството имаш 3, 4, 5, 6 члена кои се единки. Нема колективитет без единки. Ние да не заборавиме дека исто ја боли една мајка кога, не дај Боже, не среќа на незиното дете, без разлика на верска национална припадност, нели? На кој глас и на која боја се солзите? И кога се во љубов, и кога се во тага. Тие ги изнесуваат чувството на поединец. Ако така почнеме да си ги вреднуваме во правниот смисол, државата мора да изгради систем на почитување на основните човекови права. И готово. Јас сум Џамбо Агушев, почитувајте ги различностите.
Направете разлика. Почитувајте ги различностите.